Почитувани колектори, вие што сте вградени овдека за кршење на деловник и на устав. Барам измена на дневниот ред по член 124, став 2. Во дневниот ред може да се внесат и прашања што ги предложиле пратениците, претседателот на собранието и владата, со апел до министерката Шахпаска, како што таа апелира по социјалните медиуми, да се достави информацијата за модуларните болници. Наслов на информација во врска со реализацијата на проектот за набавка, изградба, технички прием, пуштање во употреба и тековно одржување на модуларните болници. Содржина. Согласно член 124 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, поднесуваме информација во врска со реализацијата на проектот за набавка, изградба, технички прием, пуштање во употреба и тековно одржување на модуларните болници и бараме оваа информација да биде ставена како точка на дневниот ред на седница број 16 на Комисијата за труд и социјална политика, закажана за 20.9.2021 година. Доколку сметате дека е непотребно да се донесе ваква информација по немилиот настан во Тетово, тука имаме и пратеници од Тетово, и дека е побитно недела да биде неработен ден, отколку петок да биде ден во кој што не горат 14 луѓе, живи горат во Тетовската модуларна болница, а најверојатно ваквите етапни горења и ќе се повторуваат заради квалитетот на изградба на болниците и несовесното работење на министерот и владата. Сега, господја Шахпаска, прашањето е директно до вас, бидејќи во изминативе година и пол, милион пати се повторуваше и по социјалните медиуми и во собранието прашањето на 90 милиони евра. Фамозните 90 милиони евра, кои што беа штик проба за тоа како техничката заменичка од редовите на ВМРО ДПМН, господјата Гордана ќе реагира, зошто таа одбива да ги потпише, не се грижи за народот, па дури и министерката од редовите на Социјалдемократскиот сојуз одбиваше да ги потпише, предпоставувам знаејќи дека последиците ќе бидат дека заемот ниту е за социјална грижа, освен можеби за пакети за подкуп, ниту е за здравствените услуги потребни во ковид кризата, туку е за лично богатење. Па тука имам и список на изреки од некои многу поумни од мене, а се чини еднакво умни со нашиот премиер. Тој со почит одбива да одговори заради тоа што искрено верува дека неговиот одговор може да го инкриминира, во стилот на Џој Гало. Или тој тврди дека не постојат добри или лоши пари, туку постојат само пари, кои што него ги интересираат. Ниту жртвите во Тетово, ниту морбидната смрт во кој што завршија, ниту 90 милиони за социјална грижа и здравствена грижа, се беше само за пари. Па така, политиката во Македонија стана арамилак и не е веќе ниту наука, ниту стратегија. Ама ништо лично, вели премиерот, тоа е само бизнес. Па потоа продолжува со говорите за колекторите инсталирани. Тој се појавува и како сенка до министерката Шахпаска, која апелира до пратениците, недела да биде неработен ден. Тој се појавува како сенка и до министерката Мила Царовска, кога истата зборува за концептот за образование. Тоа е сенката на сите, затоа што во позадина на сите одлуки и сите луѓе од својата партија кои што ги користи како заложници, се неговите пари. Сега, договорот кој што го разгледувавме во собранието, имаше еден куп точки. Настрана од тоа дека датумите не беа во ред, дека датумите за користење на парите за ковид започнуваа пред да почне ковид пандемијата, јас имам превод на точките за здравство. Вели зајакнување на здравствениот систем на заемопримачот, вклучувајќи меѓу другото купување медицински материјали, уреди и опрема неопходни за евалуација, лекување и мониторинг, вклучувајќи набавка и дистрибуција на ОЛЗ според упатствата на Светската здравствена организација, кои што никаде не ги видовме, обезбедување на лекови по протоколи за COVID-19, протокол до ден денеска немаме, па граѓаните умираат во сопствениот фецес или урина, или опција Б, живи горат по модуларните болници. Направен во 4 очи. Пренамена на здравствените установи за да се задоволи очекуваниот пораст на побарувачка за болнички кревети. Знаете, оние кревети за кои што дискутиравме баш во оваа сала, кога реагирав дека болнички кревет за 50.000 евра не постои. Не постои таков кревет. Понатаму ќе читаме од листата се што
беше наменето за тој заемот, кој што 34,05 милиони одеа за здравство. А меѓу што треба јавноста да знае дека има и 2 дрона за лекување од ковид. Изолации и кревети за интензивна нега, не смрт од горење, заедно со членови на своето семејство. Знаете, пред некој ден, колеги, ми се обрати мајка ми со едно прашање кое што е за тревожење реално. Таа вели, ако се разболам и овие ме хоспитализираат, жена која што е аполитична, ако горам, те молам да ме оставиш. Најверојатно, кај повозрастните и таа идеја паѓа на ум, дека можеби нивните деца ќе останат покрај нив, знаејќи дека креветите биле пошироки од вратите на објектот, дека материјалите со кои што е граден објектот се брзо горечки. Па председателот на комисијата овдека бил и присутен на настана и видел 4 брана на пламен кои што поминале низ објектот заради кислородот. Врисоците траеле не повеќе од 3 минути. Воспоставување на здравствени установи на нетрадиционални локации за да се помогне во решавањето на привремените потреби. Сега во однос на нетрадиционални локации, се сеќавате кога дојдоа македонци кои што беа повратници во Македонија како резултат на почеток на ковид кризата, каде ги сместивме? На Широксо во Битола. Некој овдека знае нешто од медицина? Знае нешто за биолошки отпад? Не, знаеме само пари. Условување на назначените здравствени установи за да им се овозможи да ги следат утврдените протоколи кои што се уште ги немаме. Почитувани граѓани, протоколи за лекување нема. Кај ќе ви се падне паричката, таму ќе биде. Градење капацитети за клиничка нега преку обезбедување, стручна поддршка. Стручната поддршка се сведе на сестри кои што само што излегле од средното медицинско училиште, никогаш немале обука за како да се однесуваат во клинички центар, уште помалку со инфективни пациенти, а најмалку со ковидни пациенти. Па така и самите уплашени никогаш и не се појавуваат по ходниците, иако пациентите, како што се чу на Канал 5 од еден сведок, викаат сестро до 8 пати и после тоа стивнуваат. Исто како што и докторите од 8 септември кришум доаѓаат до нас да ни шепнат дека им е језиво да поменуваат по ходниците кога има по 8 тела во црни вреќи. А морбидното ВМРО. Ајде да зборуваме за граѓаните. Ајде да зборуваме за тоа дека јас стравувам и целото моje семејство стравува, дека живееме како пацови буквално, криејќи се еден од друг, дека носиме параноидно маски, дека се прскаме со алкохол како лудаци. Чекавме вакцини до besкрај. Вакцините дојдоа од Кина на шок на многумина, па се дистрибуираа како што на некој му текна или не му текна, па повеќето од нас се вакцинираа во Србија и сега ако извадите листа од сите вакцинирани пратеници, ќе видите дека да, сите се пријавиле, меѓутоа половина не се вакцинирале, а имаат вакцинален статус. Пратениците на народот на Република Македонија ги вакцинираше Република Србија. И од ВМРО, и од СДСМ, па и од ДУИ. Вели спроведување обука и дизајнирање упатства за здравствените работници за идентификување и лекување од COVID-19. Која обука? Каде се вршеше обука? Кои протоколи? Кои упатства? Од она што сами си набавуваа и маски и рукавици, ама нели требаше да се зашушкуваат, дури и оние во примарно здравство, па и во терцијарно здравство, не остана ништо. Ниту обука, ниту опрема која што се набавуваше у овој заем, ниту протоколи. Соодветно употреба на олози и спречување на ширење на респираторни инфекции во здравствените установи. Многу интересна точка. Ова демек заради ковид кризата. Ширењето на респираторните зарази во клиничкиот центар терцијарното здравство во Македонија се случува во последните 4 години, особено во клиниката за гинекологија и акушерство, каде што наши дечиња, новороденчиња умираат од клепсиела. За граѓаните да потенцирам, клепсиела е канализацијска бактерија од фецес, од нечистотија, од немање на основни хигиенски протоколи, од немање на основни хигиенски средства и единствениот труд за смртност кај новороденчиња од клепсиела во светот кој што јас го најдов е во Индија и Пакистан. Така да ширењето на респираторните инфекции и здравствените установи со заемов
Не се санираше. Зајакнување на системите за управување и отстранување на медицински отпад во здравствените установи каде што се третираат пациенти со COVID-19. Медицински отпад, навистина. Каде е медицинскиот отпад? Ќе ви кажам. Во Карпош. Во Карпош. Надградба и проширување на капацитетот на клиниката за инфективни болести или така наречена модуларна болница. Вклучително и реконструкција на просторот и обезбедување на инсталации и комунални услуги за сместување на нови кревети на ИЦУ, обезбедување опрема и набавки за поставување на нови кревети за ИЦУ врз основа на проценетите потреби. Тоа се тие кревети од 50.000 евра за во модуларни демек болници кои што никогаш не пристигнаа. Меѓу другото, механички вентилатори, срцеви дефибрилатори, мобилни рентгенски зраци. Срцеви дефибрилатори. Некои разговорите од Тетово, од персоналот, тројцата кои што избегале од таму, велат дека баш тие дефибрилатори при смртност на една млада девојка покажале искри. И заради тоа е запалена модуларната болница. Дефекти во инсталацијата, а понатаму нели пластиката вградена во зидовите и стиропорот кој што брзо горел. Градење на долгорочен капацитет за обезбедување на критична нега. Да ви кажам што станува со критичната нега. Граѓаните сметаат дека затоа е можеби и подоцна доаѓаат во клиничниот центар, дека ако имаат потреба од нега, треба да си умрат дома. Не му веруваат на системот, не веруваат на здравствениот систем. Пари си истуривме, ковид, вакви мерки, онакви мерки. Се зајмувавме доволно за правнуците сега да ни ги враќаат парите, ама смртност има затоа што нега нема. И од таму се и резултатите, да сме на врв на светот во смртност. Да, јас не викам дека министерот Венко Филипче ја започна пандемијата, ама како се справуваше со неа е повеќе од интересно. И сите вие знаете, затоа што од периодот од јануар до април бевме во карантин, со 20 заболени, а во периодот на декември, кога имавме пик на заболени, некои од пратениците овдека кои што се медицинари искоментираа дека не може да одиме во карантин, не може да се користат тие мерки. Молам, прекинете, не дофрлувајте. Ве молам. Ајде ве молам, прекинете, доволно, не можеме да се... Добро. Ај ви се молам. Ај ви се молам, продолжете, Рашел. Значи, во декември месец, почитувани граѓани, не можевме да одиме во самоизолација, не можеше да се затвараат општините, заради тоа што должиме пари. Мора да работиме и да враќаме пари. Заемите, меѓу кои што и овој од 90 милиони, кои што запаа по нечиви џепови и никогаш не се прикажа што е направено за здравствената нега. Сега како доказ за ова, дека парите не знаеме каде отишле, јас лично имам доказ. 17 пати го поставив ова прашање во собранието. 17 пати. И кон заменик министерот за финансии, и кон министерот за финансии. 17-тиот пат, за каде се парите, кога ги разгледувавме во декември буџетот за целата држава, беше следново. Нема да ти одговорам. Да си честитаме. Јас сметам дека од секогаш ние во Македонија сме биле малку љубоморни на нашите комшии, бидејќи историјата биле монархии. Имало обединување, имале кралеви, цареви, биле монархии. Ние некоја си република таму од 20 километри квадратни, на некои си племиња кои што константно се задираат еден со друг. Па конечно, тие се републики со различен степен на демократија, а ние сме монархија. Имаме крал. И тоа крал на ајварот, кој што реши дека на своите министри ќе им ја даде слободата на пратеник во собранието, а јас се сметам еднаква со сите останати пратеници овдека, да му каже не ти одговарам.
Градење на долгорочен капацитет за обезбедување на критична нега нема. Финансирање на зголемен персонал поради зголемен товар на пациентите. Кој зголемен персонал? Сакате да се јавиме кај докторите од инфективната клиника, кај Фадил Сана, кај Илир Демири? Сакате да се јавиме кај директорката, кој зголемен персонал? Каде зголемен персонал? Ниту имавме мапирање на Република Македонија и здравствените установи кои што може да се користат како капацитети, ниту имавме персонал кој што е употребен. Во разговор со министерот не знаеше колку имаме медицински персонал во првостепено здравство, во второстепено здравство, во терцијерно здравство, каде да ги распореди. Знаете, стоматолог не може да се грижи за ковид пациент. Да, може да добива обука, да може да помага, но не може да се грижи. На ковид пациентите дополнително им е потребна повеќе од било што константна нега од присуство. Тоа значи медицинска сестра која што ќе биде во 3 смени присутна до нив. За и кога е најлошо да не пишуваат пораки на телефон од стилот на сине дојдеме да си умрам дома и да не умираат во сопствениот фецес и урина викајки сестро за чаша вода. Тоа не е морбидноста на ВМРО, тоа е реалноста од која што сите ние стравуваме, а и вие, иако ццкате од овдека, стравувате. Не верувате на системот, не верувате на институциите, на ниедна институција. Најмалку имаат доверба граѓаните во нас. Некој од вас ќе ми каже дека има помалку доверба во собранието од граѓаните? Па јас имам најмалку доверба во собранието. Не се слушаме? Од зголемен персонал сме со листа на здравствени работници 3521 здравствен работник регистрирани како невработени во државата, кои што не беа употребени. Дали требаше да бидат употребени како некаков си кадар на едната, другата или третата политичка опција на сметка на жртвите, не знам и не знам. Само знам дека не ги употребивме. Вклучувајќи, вели, експертска поддршка за клиничка нега на пациентите со COVID-19. Што значи таа експертска поддршка? Предпоставувам дека се сметаше дека ќе дојдат странци, лекари, да му помогнат на нашиот медицински персонал да изгради протокол и да може да ги спроведува овие пациенти. Нема експерти за ковид во Македонија. Единствените експерти не се во Министерството. За експертиза може да се смета само лекарите кои што се на инфективната клиника и година и пол се справуваат со вакви пациенти. Еден од нив, од инфективната клиника, со кој што јас комуницирам често, на пријателска основа, оти сите имаме пријатели па и јас, загуби 5 члена од собственото семејство. Тој беше трансмитерот. Ама да не заборавиме дека во концептот за образование носен на сила, сега ќе имаме и дечиња. Дечиња со последици. Да, и бројката од 1200 деца за 10 дена е лажна. Оти Пола Карпош ни е затворен по училиштата. Цели паралелки на училишта. Се слуша исто така дека на инспекциите им е кажано да не збрефтаат многу околу бројката на деца и бројката на персонал кои што се заболени. Луѓе, ние не сме Њујорк. Ова е Скопје. Цела Македонија е малечка. Сите се знаеме, се слуша. И кој е во изолација знаеме. И пребројување на една зграда колку жени носат црно знаеме што се случило. Многу е едноставно. Не ни треба статистиката која што е модулирана преку јавно здравје. Не ни треба вештаите од министерствата, не им веруваме. Реалноста ја гледаме на улица. Разговараме со луѓе, и јас и вие. Да не се лажеме. Ама иако имало 1 милион критики и забелешки на договорот се потпиша. Сега, се обраќам на вас. Договорот беше со труд и социјална политика. Преку проектната единица во труд и социјална политика, која што е еквивалент на сведување на Министерството на НГО, со цела почит кон вработените, може би се добри работници, меѓутоа државна институција не е НГО. Може би господјата Царов знаела само така да работи, преку НГО и дронови, ама Министерство не е НГО. Таблата или не таблата, Министерството не е ниту за подкуп во предизборие. Значи, преку подкупите во Министерството требаше да се распоредуваат средствата согласно одредени спецификации.
на министерката требаше да ја биде приложена спецификација за што потпишува трансфер на средства. Оние средства кои што инаку во буџетот никаде ги нема. А повторувам, министерот и заменикот министер велат не ти кажувам. Не ме интересираш, не ти одговарам, во цел на одржување на монархијата. Па бидејќи министер ќе потпишувавте и сега во залетот на она што ќе следува и вие ќе бидете обвината за потписите, да видиме што беа преписките помеѓу министерката Гордана, техничката заменичка, кога се преговарало за заемот од Светска банка. Согласно сите документи кои што досега ни ги доставивте, вели, и појаснувањата кои што ни ги испративте, има неусогласеност во податоците, пред се збирниот план за набавки. Злобната ВМРО-вка, техничка заменичка, не кеше да потпишува и пишуваше вакви мејлови, злонамерни, против СДСМ и против граѓаните. Хајде да ги прочитаме колку беа злонамерни. Гледан од аспект на поделбата на подкомпоненти, а особено подточките во рамките на подкомпонентите не соодветствуваат со поделбата наведена во распоред 1, генералниот план кој што треба да се достави, односно опис на проектот. Во рамките на договорот за заем што збунува и ги отежнува утврдувањето на точните износи. Арамилак, не пека. Исто така податоците за износите за предвидените набавки за здравството од збирниот план за набавки се различни од податоците од деталните набавки за здравство. Табела 1, 2 и 3. Во продолжение доставувам дел од конкретните несогласувања помеѓу овие документи за кои овој пат ве молам со големо В за одговор согласно поставеното прашање кој што ќе даде прецизни податоци од кои ќе може да се согледа јасно начинот на кој што се утврдени потребните износи за секоја намена. Злобната ВМРО-вка? Не. Ова е само заштита. Техничката заменичка и тогаш министерката за финансии се штителе себе си од одење во затвор за овој заем. Меѓусебно, најверојатно и договорени. Оти овој заем е затвор, па заради тоа требаше колективниот легитимитет на собранието да го добие. А овдека да бидеме прозивани сите од опозицијата дека кочиме средства за помош на граѓаните. Која помош без спецификации? За ова ли е помошта? Срамота. Не притискате преку пиар средства. Го користите народот како заложник. Не сме исти. Ова подразбира дека и онаму каде што вашиот одговор беше дека износот е добиен со груба проценка, овој пат ќе ми ја доставите и образложите таквата проценка. Проценките дронови, 50.000 евра, кревети, модуларни болници од стиропор. Компонента 1. Итен одговор на COVID-19. 34,5 милиони евра. Прашање. Согласно појаснувањата кои претходно ни ги дадовте за набавката на лабораториска опрема во Excel документот кој ни го испративте како прилог на 7 мај, табела 1, колона 21 до 52, вкупниот износ е 1.227.548. Ве молиме за потврда дали ова е целокупниот износ испланиран за набавка на лабораториска опрема. Посочете каде овој износ е планиран во збирниот план за набавка. Не е злонамерно. Се штитела. Жената се штитела. Паметните луѓе бегаат од политика во последно време. Почнавме да пребројуваме колку имаме интелектуалци во собранието и во владата. Се плашат луѓето. Не знаат арамилак, знаат занат. Вкупниот износ на тестови во Excel документот кој ви го испративме како прилог на 7 мај, табела 1, колони 21 и 52, изнесува 1.066.374. Оваа набавка е предвидена во точка 1.2.1, лична заштитна опрема и медицинска опрема во планот за набавки, односно е дел на опремата кој се набавува во рамките на буџетот предвидени во точка 1.2.1. Од 1 милиарда до 1 милион. Планот за набавка е подготвен за првите месеци од имплементацијата на проектот. Во истиот износите се дадени групно, односно кога ќе почне имплементацијата на проектот и како што ќе се подготвуваат техничките спецификации на набавка на потребната опрема. Од оваа позиција ќе се вадат подпозиции за секоја посебна набавка со буџетирани износи. Прашање.
За планираниот износ за реновирање и операционализирање на здравствените единици не ни доставивте податоци како е пресметан потребниот износ од 4.400.000 евра. Количините по цена. Значи, техничката заменичка и министерката гледале бројчиња. Не гледале за што е. Ке ги видиме табелите, ги носам и нив. Износ предвиде за реновирање, адаптација 3.900.000 евра. Договорени во 4 очи. 3.900.000 евра. Ова е мај минатата година. Точно го знае износот и точно ја знаеле фирмата. Позиција 1.1.5 од планот за набавки. 1.200 евра за метар квадратен. 1.200 евра за метар квадратен доградба во единиците за интензивна нега, односно 900 евра за реновирање по метар квадратен. Доградба во клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби 300 метри квадратни. Останати болници реновирање и доградба 3600 метри квадратни. Ја прави сметката? Набавки на 250 болнички кревети и болнички мебел. Прашање. За развивање на протокол и тренинг на менаџирање со медицински отпад доставете ни податоци како дојдовте до проценетиот износ во вредност од 250.000 евра. Вели, во оваа сума се вклучени хонорари и дополнителни трошоци за тројца интернационални експерти, кои ќе го ревидираат протоколот за локални експерти, кои ќе вршат обука на 11.400 здравствени работници, изнемување на сала и слични. Еден интернационален експерт, 30.000 евра. Хонорар, патни трошоци и сместување. Таа проектна единица во тие несрекни 6 недели техничко министерување беше многу интересна. Луѓето беа насмеани, многу фини, огромни плати и се расфрлаа со бројки неверојатно. А знаете, јас неколку пати повторувам, јас доаѓам од изборна единица 2. Сиромаси над сиромасите. За да ги посетите треба да одите по фекалии, ама знам дека никој не ги посетил одовде. 30.000 евра за експерт. Расфрлање како да е последниот на светот. Една едукативна работилница е 1000 евра, вкупно ќе бидат 160 работилници. Подкомпонента 1.1. Подобрување на откривање на случаи, нивна потврда, следење на контакти, известување и мониторинг. 5,4 милиони евра. Мониторинг е многу интересно зборче, исто како демократија во држава. Никој не знае точно што значи, ама се расфрламе со него и секогаш до него има огромна сума на пари. Епа, демократија не е Апашлуков. Демократија не е шарената револуција во која што се рушеше режим за да се донесе режим над режимот. А мониторинг не е во вредност од 5,4 милиони евра, за да немаме точни статистички податоци за колку луѓе се заболени, колку луѓе имаат антитела, за колку луѓе треба да се прави набавка на вакцини. Оние прашања кои што Венко Филипче си ги поставуваше од јануар до март, па премиерот излегуваше со наративот дека ќе имаме премногу дози во однос на населението. Еми, оти немаше мониторинг за 5,4 милиони евра. За зајакнување на системот Мој термин, доставете ни податоци како дојдовте до проценетиот потребен износ од 200.000 евра. Потребно да се развијат веб сервиси со кои ќе се овозможи размена на податоци помеѓу постоечките софтвери, Мој термин и системот на Институтот за јавно здравје. Аман, луѓе, системот на Институтот јавно здравје е одма до системот Мој термин. Това се две канцеларии. Помош и развој на дополнителни модули со софтверски компании кои што се интегрираат со МТ и ИЕЗ. Да се изработи и надогради дополнителен софтверски интерфејс од двата софтвери за внес и ажурирање на податоците од фирмите. Многу зборови. Fashion TV. Се во цел, нели, да се оправдаат 5,4 милиони евра. Оти знаете, сите NGO-а, која ќе им го прочитате програмите, доколку убаво си ја работат работата, имаат детално опишано што ќе прават со средствата. А кај некој ќе најдете приказни кои што се нејасни и на македонски, и на англиски, и на кој сакате јазик. Тоа се вика перал.
Изработка на специфични извештаи, бизнес интелидженс модел. Обуки. Значи, ние дадовме пари за сето ова, бизнес интелидженс модул, обуки, методологија, систем за мониторинг од 5,4 милиони евра, надоградба од 3,9 милиони евра, 250.000 евра за да се донесат странски експерти да се вршат обука, 30.000 евра по експерт, имаме највисока смртност во Европа. Имаме 14 граѓани кои што живи изгореа од ето. Да. Процената вредност од 170.000 евра, 10 експерти сега за софтверот, по 2.000 евра месечно, по 8,5 месеци за да се воспостави сигурносна конекција, односно да се направи потребен хардвер, firewall. Процената вредност 30.000 евра. Под компонента 1.2 за јакнување на здравствениот систем на Република Македонија, 18,01 милиони евра. Прашање. За набавка на лекови не е јасно каде е опфатена набавката на лекови во планот за набавка во здравство. Не е јасно зашто ја нема. Ја нема. Ја немаше во ребаланс на буџетот. Ја немаше во буџетот за 2021. Со оглед дека истата е планирана во збирниот план за набавки во подкомпонента 1.2.2 во износ од 1.200.000 евра. Не приметувате како е збунувачки, многу цифри, големи цифри, многу нули, ништо од ова. Ништо на хартија, ништо во изведба. Овој износ е пресметан според трошоците на лекови на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби за третман на пациентите со COVID-19 во март и април, кои се прикажани во табелата. Март и април минатата година имавме по 20 заболени максимално на ден. Вкупниот број на заболени луѓе не надминуваше 250. Овие проценки и овие суми се правени за тие бројки, не се правени за 1000 болни на ден. Не се правени за 50 мртви на ден. Немојте да ми кажете дека ова е катастрофа, пошто да излегува министерот и да смета дека нема одговорност. Оти нели опозицијата ВМРО му измислува. Ги имаме најубавите гробишта во Европа. Најубавите, покриени со најмногу свежо цвеќе. Па блескаме. За март предвидени 96.472 евра. За април 95.026. Вкупен износ 191.498 евра. Прашање. За планираната набавка на медицинска опрема за секое од предвидените инфективни оделенија низ државата. Ве молиме, доставете ни податоци за планираните количини и цени користени во вашата првична груба проценка, сумарната проценка. Се бранеле луѓето, и јас би го правила исто, и вие би го правеле истото. Сите вие би правеле истото, за да не одите во затвор. Најголем дел, вели, од медицинската опрема е планирана за Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби. Општата болница 8 септември, клиничката болница во Тетово, Штип и Битола како регионални болници. Ама суми нема, иако двете господи се бранеле да го потпишат овој заем. Прашање, со оглед дека во договорот за заем е наведено само дека проектот ќе финансира зголемување на персонал поради зголемен број на пациенти, вклучувајќи и стручна поддршка за клиничка нега на пациентите од COVID-19. Уште еднаш ве замолувам за конкретен одговор каде е предвиден правилниот основ за исплата на средства од заемот за зголемување на платите на постоечките вработени. Молеле. Молеле. Дали истото се планира да се исплаќа надвор од утврдената намена? Разбираме прашањето? Надвор од утврдената намена. Зашто се парите кај ќе одат, прашувале цело време? Јасно ми е, министерке. Јасно ми е. Го видов премиерот како стои до вас и јасно ми е. Договорот за заем посочува дека ќе има финансирање на зголемениот персонал, биде ангажиран поради зголемениот обим за работа и се очекува да ги вклучува првенствено трошоците за дополнителен персонал, што требаше да биде ангажиран и да се справи со зголемениот товар на пациентите со COVID-19, како и да обезбеди плаќање поради зголемениот ризик при работа на постојаниот персонал кој работеше со пациентите со COVID-19. Од гледна
поддршка на Светска банка, ова може да се смести и во целокупната рамка за зголемен персонал, бидејќи представува дополнителен напор на постојаниот персонал, не претходно буџетиран, да се справи со пандемијата COVID-19. Треба да се запомни дека овој проект е дел од низата проекти специфични за секоја земја изготвени во рамките на Umbrella Master Project, кој беше одобрен од одборот на Светска банка на 2 април 2020 година, со цел да се обезбеди максимална флексибилност на ниво на земја да се справи со пандемијата како што ќе се појави. Мастер проектот во прилог вклучува широк спектар на потенцијални инвестиции, кои може да се искористат по потреба од контекст на одредена земја. Овие интервенции вклучуваат и финансирање на дополнителен персонал и исплата на плаќање поради зголемен ризик при работа. Ве молам, само систематизирајте. Молеле, немало дрскост. И за прв пат имаме пример каде што имаме министер од СДСМ и заменик техник до душа од ВМРО, кои што молат заедно. Под компонента 1.3 финансирање на придонесот за здравственото осигурување за ранливите корисници 10,64 милиони евра. Прашање. Со колков број лица кои изгубиле работа поради кризата се калкулира? Колку се зголемил бројот на лица од социјалните категории од МТСП, од АВРМ, регистрирани како невработени и кои се тие лица со нисок приход од Министерство за здравство? По кој просечен износ по лице е направена пресметката? Според проценката изготвена од ФЗО прави проценка, супер, има околу 5000 лица чии премии ги плаќа МТСП. Ова е одговорот Министерството за здравство. И уште 1000 нови лица се очекуваше да бидат додадени во оваа категорија. Проценката за овие премии беше 1,4 милиони денари месечно или 27,500 евра месечно. Во однос на невработените, во моментов околу 4000 лица добиваат помош за невработеност или имаат здравствено осигурување платено од Агенцијата за вработување. А се предвидува дека 45.000 лица ќе станат нови корисници на Агенцијата за вработување за периодот од 4 до 6 месеци. Ова е податок од АВРМ. Јас 6 месеци тука слушам дека без работа останале максимум 17.000 граѓани. Максимум во целата пандемија. Што е овој податок? 45.000 граѓани споменува. Со процената цена за нивно одржување од 47 милиони денари месечно или 775.500 евра. Конечно, во однос на осигурениците од МЗ, во моментов оваа категорија број 250.000 лица и раст на почетокот од околу 20.000 лица и се зголемува за 3.000 секој месец. Бидејќи ќе се приклучуваат нови лица, а помошта од Агенцијата за вработување ќе заврши. Гласавме пакети. ВМРО неќе да ги гласа пакетите. За кого? За колку луѓе? Со која систематизација? Извршната власт не знае што зборува, не ги знае броевите. Не знае за кого се однесуваат тие пакети. Не велам дека опозицијата ги има сите информации, ама барем се труди. Извршна власт да не може да прикаже точни информации или да дојде на говорница во собрание и да лажира информации. Немој да мислите дека некои од тие извештаи нема да останат. Остануваат и во странство, каде што се испраќаат, се ревидираат и кога некој лаже, се знае дека лаже. Вкупната финансиска проекција за зголемениот придонес на Министерството за здравство е 29 милиони денари месечно, односно 475.000 евра. Вкупниот износ е околу 1.278.000 евра месечно со одредена флуктуација од месец во месец. Беше предвидено во проектот да се покрие еквиваленција за околу 8,3 месеци премија, препознавајќи различни правила за различни групи на корисници. Па не се 17.000. Затоа е 8,3 месеци, а не до крајот на 2022 година, како што стои во договорот. Затоа што не се 17.000 останати без работа. Затоа што не се 17.000 кои што паднаа на социјална помош. Затоа што се над 50.000. Сепак, реалните исплати ќе бидат верифицирани во однос на реалните премии платени во име на високите корисници. Постои можност да се додадат средства колку е потребно или да се распределат средства доколку не е потребен целосен износ во оваа подкомпонента. Компонента 2. Поддршка на домаќинствата за да се овозможи социјално дистанцирање.
Уште тогаш, а и сега, не ми е јасно што значи да се овозможи социјално дистанцирање. Еве, ние сме моментално социјално дистанцирани. Каква е таа поддршка за социјално дистанцирање? Редари ќе ме тргаат од луѓето? Тоа ќе плаќаме? Кога NGO кој што не знае што прави пишува проекти, изгледаат вака. Сега, износта за социјално дистанцирање, која што ја должите вие граѓани, а помина низ собранието, преку урликањето за 90 милиони евра, кои што ги кочеа министерката и техничката заменичка, за социјално дистанцирање, за редари, е 54,83 милиони евра. 54,83 милиони евра. Под компонента 2.1, за да видиме точно на што се однесувале. Обезбедување на времена поддршка за социјална помош, 27,83 милиони евра. Прашање. Во планот за набавка за здравство, табела 2 и 3, предвидените пакети за храна и пакети со средства за хигиена, според прикажаните податоци, не се одобрени. Исто така, никаде во договорот не е наведено дека ќе се дистрибуираат пакети кои ќе содржат хигиенски средства. Од тука се поставува прашањето за правилниот основ за исплата на средства од заемот за оваа намена. Уште еднаш, за оние граѓани кои што не ме разбраа, јас сум и брзозборна и некогаш тешка за разбирање. Обезбедување на привремена поддршка за социјална помош, 27,83 милиони евра. Прашање. Во планот за набавка за здравство, табела 2 и 3, предвидени пакети за храна и пакети со средства за хигиена, според прикажаните податоци, не се одобрени. Исто така, никаде во договорот не е наведено дека ќе се дистрибуираат пакети кои ќе ги содржат хигиенските средства. Од тука се поставува прашањето за правиот основ за исплата на средствата од заемот за оваа намена. Каква ставка пакети, ако нема ставка пакети? Одговор. Одлука за каква било активност што е вклучена во проектот, проектилните документи и последователно во планот за набавка беше предмет на дискусии и договор по Министерството за финансии, ресорните министерства и Светска банка. Истото беше случај и со набавката и дистрибуцијата на пакети, што е договорено за време на подготовката на проектот и како такви пакетите беа вклучени во падот и во договорот за заем. Немаше потреба да се донесе посебен указ за ова, ниту за многу други активности во проектот. Повторувам. Владата решила дека нема потреба да се донесе посебен указ за ова прашање, за овие пари, ниту за многу други активности во проектот. Па во истиот стил и ти одговарам за каде се 90 милиони. Оти ултимативниот доказ е дека ги нема. А ултимативниот доказ дека вие сте ги подпишале за здравство стои за модуларните болници, за потребите на модуларните болници, за потребите за ковид пациентите. Оние пари кои што требаше да ни помогнат, не доведоа. Прво место, ставка во Европа на смртност на 100.000 граѓани и 14 граѓани кои што живи изгореа. И демек премиерот, ќе го чујам вчера, вели сите жалиме за ова. Па не жали исто со родителите на тие луѓе или со децата на тие луѓе. Не жали исто. Да жалел исто немаше ова да го прави. Ниту да ве присилува да подпишувате глупости. Кражба. На страна 6 од договорот за заем во дел 2.1 наведено е дека ќе се обезбеди храна и основни средства на популацијата која се наоѓа во карантин и на домаќинствата кои се погодени од COVID-19. Колку домаќинства се погодени од COVID-19? Кај се тие домаќинства, шуш? Вели, се уште немате одговорено во однос на критериумите како ќе се утврдат лицата од неформалната економија и дали тие директно ќе бидат поддржани од делот кој се однесува на социјалната помош. Одговор. Да, лицата од неформалната економија ќе бидат опфатени со правото на гарантирана минимална помош, доколку ги задоволат, исполнат олеснетите критериуми за остварување на правото.
Материјалната необезбеденост, која се проценува врз основа на приходите на сите членови на домаќинството, се зема предвид само за приходите од последниот месец пред аплицирањето, додека пред донесувањето на уредбата приходите се земаат за претходните 3 месеци пред аплицирањето на правата. Правото на гарантирана минимална помош ќе може да го остварат и оние кои се избришани од евиденција на невработени лица заради нередовно пријавување или на оние работниот однос им престанал спогодбено, по барање или со отказ. Дополнително олеснети се поединечни критериуми за остварување на правото на ГМП, кои досега се појавуваат како најчести причини за неможност на остварување на ова право, и тоа поседување на возило постаро од 5 години и земјиште со површина не поголема од 500 метри квадратни, освен земјиштето на кое се наоѓа објектот каде корисникот живее. Ова нема да се смета за имот што корисникот може да го оттуѓи или изнеми и на тој начин да се издржува. Цитат од законот, одлично, извадени компоненти. Дали сериозно мислиме дека на ваков начин може да поминат работите во државата? Дали на ваков начин мислиме дека ќе поминат работите? Значи, таа вели, дајте ми прецизен список, број на лица и критериумите по кои што категоризирано. Во категорија А ќе имаме 17.000, во категорија Б ќе имаме 11.000, во категорија С ќе имаме 9.000 и критериумите по истите за пресметката на износот. Не е сеј. Во однос на распоред 1 не ни дадовте одговор на поставените прашања за 1.1. За поддржување на епидемиолошките истражувања и следење, обуки на здравствени работници за спроведување на следење на контакти, следење на случаите на домашна изолација и случаите на домашно лекување, дали е потребен кредит. И доколку се проценило дека е потребно, колку се фискалните импликации по овој основ. Ниту систематизација, ниту вредности во овој случај. Потребно е, вели, да се едуцира дополнителен кадар кој ќе ги изврши горе наведените активности. А планирано е да се едуцираат 11.400 здравствени работници според современите протоколи за превенција и контрола на инфекции. Во сума од 250.000 евра, вклучени хонорари за локални експерти кои ќе вршат обука на 11.400 здравствени работници, преку едукативни работилници, планиран број на работилници се 200, планиран трошок за една работилница 1.000 евра. Репетитивни одговори на различни прашања. Зајакнување на здравствениот систем на заемопримачот. Под С. Градење на капацитети за клиничка нега, обезбедување на стручна поддршка, спроведување на обука и подготовки за упатства на здравствените работници. Дали за истото е потребно задолжување? Не. Протоколите ги работат самите лекари. Може да имаат консултација со Министерство, односно имавме Национална комисија за инфективни болести. Не се потребни заеми за протоколи. Тоа е глупост. Се чини дека во оваа држава медицинарите заборавија што е медицина, инженерите заборавија што е инженерство. Бидејќи министерката замина, ќе ја почекаме да се врати. Колешка Жаклина, ако ви се спие, па одспите на партија, може сум досадна. Ви пречи ли, колешка, продолжуваме по првата точка од дневниот ред. Процедурално не може прва точка дневен ред, процедурално. Намалуваме дека Зашто? За информација? Недела на работен ден е побитно него да се расправаме со случајот она што се случи пред 5 дена. Недела на работен ден е побитно. Не ли ви е срам? Да, он е виновен, така, за немањето на информација. И за тоа што бил сведок е виновен. И за тоа што прозборал. И сите што ќе прозборат се виновни.
Па да се полееме сите со бензин и да се запалиме тогаш, нели? Како? Молам. Председателот, ја молам ја колешка пратеничка која што инсинуира дека некој нешто направил со бензин во Тетово. Значи, ќе ве молам, ако сакате нешто да кажете, да си дојдете на говорници да си го кажете, може и надвор, па ќе се расправаме. Продолжете, Рашела, кај го за сворот. Срамота. Зајакнување на здравствениот систем на заемопријачот и под се градење на капацитети за клиничка нега преку обезбедување на стручна поддршка, спроведување на обука и подготовка на упатства за здравствените работници. Дали за истото е потребно задолжување? Моето мислење дека не е потребно. Сметам дека и на министерката е јасно дека не е потребно. Здравствен работник е точно знае како да работите. Потребно е ангажирали на 4 интернационални клинички експерти. Ова доаѓа во одговор. Од 3 преминаа во 4. Инаку овој мејл и комуникација е во април месец. Значи, околу 20 дена подоцна од првиот одговор. Кои ќе тренираат 180 здравствени работници, не 11.000 од локалните, на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби и 160 здравствени работници на инфективните оделенија. Еден интернационален експерт, се сеќавате колку беше сумата? Ја коментирав гласно овдека. 30.000 евра за еден интернационален експерт. Еден месец е од 30 до 50.000 евра. Значи, на комуникацијата од 6 мај, еден експерт ке чинел 30.000 евра, 20 дена подоцна, 30 до 50.000 евра. Затоа стравувале да подпишуваат, затоа што се било од ракав и сумите и спецификациите. Што им дало Светска банка си пополниле, другото си го доизмислиле, па си се договарале на влада и заради тоа ја нема сумата во завршната сметка. И заради тоа заменикот министер на 17-тото прашање каде се тие средства одговара, не ти одговара. Напратени во собранието. И заради тоа сме монархија. Не сме ние парламентарна демократија. Ние сме парламент во недемократија, што служи за амин на криминалните владени одлуки. Во име на живот за сите. Ама во Германија. Предвидени се и трошоци за организирање на обуките и за подготовка на упатствата. Распоред 2. Извршување на проектот. Прашање. Не е одговорено на прашањето зошто бараме наменски кредит за COVID-19, а опфаќаме период пред кризата да започне во Македонија. Кои трошоци поврзани со кризата настанале во месец февруар? Првиот случај на COVID пациент, и ова го дискутиравме, во Македонија е на 26 февруар. Прогласување на пандемија е во март месец. Наемот се зима со почеток од јануар. Во јануар немавме ниту еден пациент, во јануар нема ковид криза, уште не бевме чуле за ковид и немаше дефинитивно пандемија. На прашањето зашто е ваков датумот на договорот, министерот одговара за финансии, ке средиме тоа, Мизрахи. Како на пазар, ке средиме тоа, Мизрахи. Од јануар. Кризата почнала од март, ние од јануар ќе се исплаќаме, ама ќе средиме тоа. Исто како што во еден наврат, овдека во Комисијата за труд и социјала, одреден господин кој што требаше да дискутира за измените во еден закон, се сврте кон мене лично, имаме снимката, јас ја имам, и ми рече, поминато е на влада, што има јас на тебе да ти објаснувам? Нема парламент и нема парламентарна демократија. Ама има апашлук и колатерални штети од министри, обично министерки, во насока на родовата еднаквост, нели, кои што подпишуваат се и се што.
Процесот на утврдување на кои трошоци договори се потребни за ретроактивно финансирање ќе биде финализиран од кога ќе се потпише договорот за заем. Најубавата реченица од оваа комуникација. После овој одговор, комуникацијата завршила. И двете жени решиле да не потпишуваат. Ке повторам. Процесот за утврдување на кои трошоци договори се потребни за ретроактивно финансирање ќе биде финализиран од кога ќе се потпише договорот за заем. Локум за здравствените работници, односно министерот за здравство во декември месец. Од кога ќе се потпишат? Нека стигнат парите, па ќе видиме, ќе ви кажеме подоцна. Тоа ќе бидат трошоци поврзани со подготовка за пандемијата, како дел од целокупниот процес за планирање. Трошоците за ретроактивно финансирање од Министерството за здравство изнесуваат околу 2 милиони евра за набавка на медицинска опрема. 2 милиони евра за ковид кризата. Министерството употребило пред да започне ковид кризата. Ја слушаме реченицава, јасна ни е што значи. Ајде уште еднаш, колеги. 2 милиони евра Министерството за здравство имало трошок за ковид кризата пред да започне ковид кризата. Без ковид пациенти. 2 милиони евра ми требаат за ковид пациентите. Неверојатно е што се може да се направи. Еве ги оригиналните документи кои што се испратени од проектната единица од Министерството за здравство до нас. Тука се наведени суми кои што не кореспондираат со сумите кои што се во мейловите, во кореспонденцијата помеѓу техничката заменичка, министерката и институциите, во кое што имаме поинаков листинг. По категорија, опис, институција и вкупна сума. Дефибрилатори, пола милион евра. Зошто не кореспондираат овие податоци? Едно праќавме на странците, друго праќавме помеѓу институциите. Од имаше усмен договор. Апарати за вентилација, односно респиратори, 0 евра. Електронски термометри. 3 милиони 320 500 евра. Електронски термометри. Монитори со базични параметри. Ги вадам само некои што се подвлечени како поинтересни. 930 000 евра. Безконтактни термометри. Ова се поинакви, од далеко. 36 000 евра. Вкупна медицинска опрема за хитни случаи. 5 милиони 305 727 евра. Со сите овие суми кои што се предвидени и листирани во документацијата која што е официјална документација приложена до Светската банка, во сумарниот дел имаме 1 милион, 5 милиони и 2,5 милиони. Како стигнавме до 34,05 милиони? Значи, она што морало да се приложи во документација и да биде листирано со спецификации и износи е околу 5,5 милиони евра. И ова е исто така официјален документ. Ако имате некој друг официјален документ, од овој пендинг период од опожарувањето до денеска и понатаму е пендинг период за събирање на документација. И сите тоа го знаат. Ама овој пат нема така лесно да помине, се чини. Ова се трошоците кои што треба да бидат датирани кон Светската банка во формулар кој што изгледа вака. Со сите податоци.
Знаете, на крај на денот, или како што ме опоменуваат на крајот на краиштата, оти денов ќе заврши како и да е, не постојат дупли документи. И не постојат луѓе кои што не познаваат луѓе. И сите документи излегуваат на АџИК. Јас имав состанок и со директорот на Светска банка во еден наврат и поразговаравме за заемите, наемите, спецификациите, она што треба да се приложи. Не кореспондираат, министерке, документите. А јас разбирам зашто сенката ви е сенка, кога говорите. Од проектната единица, за да не останам покусо за нив, ова се кореспонденциите и мейловите. По хронологија, започнале од 28.4.2020 година, прва е листирана Кристина Павловска, која што стапила во контакт. 5.5.2020 година, самата документација, Project Appraisal Document и BRD Loan, комуницирала Сузана Стојмичева. На 6.5.2020 година се обратила техничката заменичка Гордана со барање за пропратна документација, анализа и пресметка од Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика, врз основа на кои се пресметани износите за секоја компонента и подкомпонента, согласно договорот за заем од 90 милиони евра во Светска банка. 6.5 е датумот кога почнале кореспонденциите со другите министри и барањето на информации кои што се хаотични, не кореспондираат со официјалниот извештај и се наменски, ама не се за ковид кризата. 7.5.2020 година. Ама ќе ве молам, значи нема зошто сега демек зборувате меѓу себе, целта на секој настан овдека е нешто да скриеме под черга. Не бре луѓе со име и презиме ќе питам. Кој што кажал, што направил, што подпишала министерката, како стигна до случајот во Тетово, зашто се заташкува работата, имаме ли информации, немало потреба да има било какви информации, германските служби ќе правеле истражување. На што? На пепел? На пепел ли? И ќе купуваме време за да се досредува документација. Не може, дел од оваа документација испратен надвор од државата, не може да се досреди. Не може. 7.5.2020 година. Елизабета Куновска, МТСП. Стратегијата за набавка и објаснување за пресметката за втората компонента, Project Procurement Strategy for Development. Објаснување од МТСП Тоtalниот износ во денари 976 милиони 500 илјади. Во амерички долари 17,2 милиони долари. Пакети за храна. Таа дава ваков податок. Вели 40.000 загрозени домаќинства кои што остваруваат права со материјален цензус согласно Законот за социјална заштита и Законот за заштита на деца ќе добијат храна и или хигиенски пакети, кои што во договорниот дел не се никаде листирани. Идентификувањето на корисниците ќе се реализира со помош на електронскиот систем за администрирање на паричните надоместоци, преку кои се остваруваат правата и се исплаќаат корисниците. Основни пакети за храна и хигиенски продукти за 40.000 домаќинства, еден пакет ќе чини 1.200 денари, тоталната сума 48 милиони денари или во амерички долари 854.226. Помош за невработени. Помош за невработени. Провоцира кога тенденциозно политички. Јас ценам дека во собранието не заземаме страна, ниту лева, ниту десна и се трудам да бидам што понеутрална, иако да, мојот карактер е десничарски. Да, јас сум традиционален човек, ги сакам традиционалните вредности, не сум прогресивец, најмалку сум неолиберал. Воопшто не сум неолиберал.
така да сите овие реформи во насока на неолиберализам и како е мама нервозна, а детето останува дома, провоцира кога се излегува на оваа говорница и со месеци се вергла дека бројот на невработени е намален. Бројот на невработени не е намален. Бројот на иселени не е зголемен заради ковид кризата. Манипулацијата со зборови е интересна работа. И зборот и запирката можат многу да значат. Да се ослободи, запирка, не да се убие, или да се ослободи не, запирка, да се убие, се две многу различни работи. Да не манипулираме со зборови. Колешка Еве еден од Рашела, податоците. ако може Помош за невработени, да? прекинеме за момент, да ја ослободиме салата, па потоа пак ќе продолжиме во 11:30. Бидејќи сме принудени, најавив уште на почетокот дека ќе треба да ја напуштиме. Ви благодарам. Најверојатно во 11:30